Против комарци се прска, но граѓаните не забележуваат оти сега се користат авиони кои не бучат. Ваков коментар со образложение за активностите за дезинсекција од комарци на социјалните мрежи упати еден од гласноговорниците на град Скопје, Валјон Салиху, по поплаките од граѓаните дека немаат мир од инсектите. Деновиве гледам дека голем број од граѓаните не се соодветно информирани во врска со активностите кои ги има спроведено градот во врска со прскањето против комарци. Процедурите и користеното средство се тие истите како и досега. Новитето оваа година се авионите кои не бучат како претходните и предпоставувам дека тука е избунката зашто луѓето мислат дека не се прска. Првото прскање против инсектите доста задоцни, а го одложија заглавените тендерски процедури, поради сомнение дека набавените препарати се штетни за граѓаните. Потоа следеше изговорот: лоши се временските услови. Првата дезинсекција се спроведе во јуни. Потребно е во раниот период на стартот на пролета, март најдоцна, да се направат првите така наречени ларвицидни форми на дезинсекција, кога главната цел уништување на ларвите пред да почнат да се изведуваат комарците. Болести кои што се пренесуваат со комарци, тоа се денгата, жолтата треска, понатаму чикунгуњата и некои други заболувања, кои што се пренесуваат со вируси, кои што се болести главно во тропските региони, до сега не сме ги имале, меѓутоа ништо чудно да ги имаме, со оглед на сите услови кои што се исполнети за импортација или патување на наши граѓани надвор. Од управата на градот соопштуваат дека прскањето засега се одвива со предвидена динамика. Поставувањето на заштитни мрежи на врати и прозорци и употреба на средства за заштита од убоди на комарци се само дел од мерките што граѓаните можат да ги преземат за да се заштитат од овие инсекти.